Заврши есенскиот дел од ракометниот шампионат на Македонија. Струмица Зумима Кем ги оправда очекувањата на љубителите на ракометот во Струмица, но и во Македонија, на лидерската позиција без ниту еден пораз како пред своја публика, така и на гости. Покрај мене е Славе Гушев, председателот на ракометниот клуб Зумима Кем. Господине Гушев, ако се направи една анализа на сите оние надпревари досега од есенскиот дел од шампионатот, има ли место за задоволство? Верувам дека има, со оглед дека немавте пораз. Но тоа како игра, како можност да заиграте и оние млади играчи, колку Зумимак и првиот човек Славе Гошев е задоволен? Па добро, не можам да кажам дека сум незадоволен. Нормално 13 утакмици, 13 победи и нормално во тој дел, во тој аспект сме задоволни и јас и управата, и играчите и стручниот штаб. Во оној другиот дел околу формата на играчите, околу приклучување на млади играчи, вие сте сведоци дека веќе е поголем дел на играчи од младинскиот погон, секоја такмица се вклучуваат во првата екипа, меѓутоа не само за составот на екипата за утакмицата, туку почнуваат да тренираат со првата екипа и тоа е нешто кое што е иднината на струмичкиот ракомет и нешто на што јас лично и целата управа ќе работиме во тамошниот дел, а тоа е поголема посветеност на младите категории и нивно вклучување веќе во првиот тем. Дефинитивно ресовите немаат конкуренција во овој дел од шампионатот, можеби и дават толку колку што е потребно да се оствари една победа. Но сега следува еден период каде што ќе се направи анализа, можеби една пауза, подготовки за вториот дел од шампионатот, каде што она следува она по-сериозното за Зумима Кем. Гошев, што понатам? Па добро, денеска завршувам последната утакмица пред домашна публика, иначе имам уште едно коло, тоа е наредната сабота во Прилеп. Утакмица која што ќе биде навистина дерби, бидејќи Прилеп моментално е на втората позиција и со таа утакмица го завршуваме веќе есенскиот дел од февруари, средината на февруари, почетокот до март и преостануваат уште 4 кола во регуларниот дел на ова првенство, кој што за нас воопшто не значат ништо. И после тоа почнува оној плейоф, значи првите 4 заедно со Вардар и Металург, каде што се веќе разигрува за позиција, излез во Европа, прво, второ, трето место и така натаму. Нормално е дека после сабота ќе има одредена мала пауза заради новогодишните и божикните празници, потоа се стартуваат подготовките за пролетната сезона. Најверојатно ќе одиме на 7-дневни подготовки во Доиран. Исто така, по останатиот дел ќе се работи во Струмица, ќе имаме закажување на пријателски надпревари, имаме веќе најава за едно наше учество на турнир во Словенија, имаме добиено покана од страна на еден словенечки прволигаш, така да во секој случај нормално периодот кој што е пред нас ќе биде пред се за подготовка за плейофот. Оние 10 најважни кола за нас, бидејќи реално во овој дел од надпреварувањето, во оваа лига ние немаме никаква конкуренција и нормално играчите и да не форсираат, тоа е и наш совет, бидејќи тоа е спорт, ракометот е груба игра, може да дојде до повреди. Имавме едно многу лошо искуство вака со пикерот Јанев, кој што за жал го загубивме до крајот на сезоната и од тие причини и мојот совет и советот на стручниот штаб е да не се форсира максимално, тука едноставно да се одигра она рутинерски, да се победи. Резултатот е во прв план, играта се знае кога треба да ја покаже, тоа е плейофот, тоа е Вардар Металург, тоа е полна сала и тоа е предизвикот. Следува оној период, со исклучок на надпреварот со прилепчани, дали Гошев размислувате за некоја комбинација околу составот, за силување на стручниот штаб? Ова го поставам прашање бидејќи годинава очигледно дека Металург е ранлив. Дали може да се атакува на втората позиција? Па добро, се уште не знаеме точно што ќе се случува со Металург. Сега се во сферата на шпекулациите, ние го чекаме тоа, нормално е дека го чекаме. Во зависност од тоа како ќе се развиваат ситуациите таму, ние сме припремени, дали ќе биде тоа со одредени појачувања, дали во стручниот штаб, дали на играчки план. Ако имаме шанса, сигурно нема да ја спуштиме, да атакуваме на второто место. Второто место е огромен залог за нас, значи ние како управа пред се размислуваме, тоа е Лига на шампиони, директен пласман во група, тоа е СЕХА лига, значи тоа е организација, тоа се многу пари, средства и така натаму. Меѓутоа мислам дека Струмица е град кој што може да смогне сили, дека луѓето препознаваат еден квалитет, дека од страна и на стопанствениците и на општината ќе бидеме подпомогнати за да направиме еден историски успех. Меѓутоа тоа пред се зависи од развојот на асоциацијата Металург, тоа ви го кажав, будно следиме па ќе видиме. Преодниот рок е до 1 март, така да има доста време до тогаш. И уште едно прашање, верувам дека и во вториот дел нема да ги запоставите младинските погони кај Зумима Кем. Не, апсолутно, значи мој приоритет личен
е младинците и младинските екипи. Тоа го покажавме ние на дело. Значи прв пат во историјата на струмичкиот ракот младинците беа на летни подготовки, летни припреми 8 дена во Охрид, каде што јас ги посетив. Сега следува купување на нова опрема за младинската категорија. Значи нивно активно учествува во младинска и во кадетска конкуренција. Ги вклучив Рева Чантури и Игор Милосавлевич како играчи кои што имаат огромно искуство, кои што поминале многу јаки југословенски и руски школи на ракомет да работат со децата токму од тие причини. И мислам дека многу наскоро кај младинците ќе имаме еден евидентен напредок и одлични резултати, а тоа значи дека во натамошниот период ние не можеме да се подпираме постојано на играчи од страна. За жал, ситуацијата со ракометот беше таква дека ние немавме спремна прва екипа или играчи кои што може да се борат и моравме да донесеме играчи од страна. Мораш да се надополни тој вакуум простор од неиграње. Од неиграње 8 до 9 години нема една никаква екипа од тие причини. Меѓутоа сега наредниот период воопшто мој приоритет и моја цел и затоа и влеговме ние во оваа цела работа е апсолутно најголемиот дел на играчите да бидат од Струмица, а тоа треба да бидат играчите кои што се денешните младенци или вклучени во младинските погони, назовиме. Гоше, вие се благодарам. Благодараме на вас.